Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имам особена чест и задоволство повторно после подолго време да го поздравам гостинот во студиото Стефче Јакимовски. Господин Јакимовски, задоволство ми е што ве гледам повторно. И мене исто така, добро вечер. Минаха години, морам да признам, одамна не сме се слушнале и виделе. Ја ако можам да ја дефинирам сега оваа ситуација со вас повторново, ја кога вие би биле битолчанец, би ве викале Фениксо. Навистина ме фасцинираше тоа што се појавивте повторно на сцената, затоа што ретко нашиве политичари се враќаат, имаат некое, можеш повели, ајде, од преска вртиш. Кафе да му дајаме на човекот. Благодарам. Значи, имаат успои, ќе се повлечат и после така натаму нешто делуваат, но повторно враќање во жижата ретко кој му се случило. Ме интересира, ова е, морам да кажам, феномен, никој не очекуваше, барем дури ни ја не верував дека можете, дури се зачуди, викам, зошто Стефче се враќа во игра, мислам, дали има шанси уопште, и после првиот круг, фантастично. Ви честитам поради тоа. Благодарам. Може ли малце детали да ми кажете какви се официјалните сите пребројувања, како испадна на крај резултатот? На крајот јас сум втор, прв е кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, тој има некаде околу 9800 и нешто гласови. Јас имам 6780, за 279 гласа помалку од мене има кандидатот на ВМРО ДПМН доктор Оливер Зафировски, негде околу 3600 гласови има кандидатот на Левица, 470, мислам, ако не грешам да не ми замерат, имаше кандидатот на ЛДП Дом и негде околу 340 гласа има кандидат на независна листа. Костов, Васко Костов, да. Добро, доста е голема разликата помеѓу вас и кандидатот на СДСМ. Па е негде околу 2.500 гласове. Колку е вкупното гласачко тело на 54.000 гласачи? 54.000. Да. Сметате ли дека е возможно да направите пресврт во второто полувреме? Како не, јас, значи, да бевме помалце кандидати, јас сум убеден дека ќе победевме во прв круг. Меѓутоа, 6 кандидати имаме и невозможно е да се води нормално. Реално, јас и доктор Оливер Зафировски во голем дел делиме слично гласачко тело, секако тука е кандидатот на Левица, па и независниот Костов, значи ние делиме опозиционо гласачко тело. Едно покажува анкетите, пред да излезат толку кандидати, значи кога бевме опрашани само 3 кандидати, јас, Весковски и Зафировски, тогаш јас бев во водство на сите анкети, меѓутоа кога искочија повеќе кандидати, нормално е. Јас сум задоволен. Задоволен сум прво, граѓаните на Карпош ме почестија. Навистина ме почестија со респектот кој што ви кажа. И она што е најбитно, имам гласови од народот. Значи, и неопределени гласачи, и гласачи на Левица, и гласачи на ЛДП, на Дом, од независната листа па најмногу, негде 40% ме гласаат, и од Социјалдемократскиот сојуз анализите кажуваат негде 13%, и од ВМРО ДПМН негде 30%, и нормално од мојата граѓанската опција за Македонија. Така да, реално, мојот против кандидат ги има партиските гласови, јас ги имам народните гласови, и тоа е потенцијалот голем, значи, за вториот изборен круг. И според најновите анкети што ги имаме, сум во водство, така да очекуваме во недела победа. Господин Јакимовски, направивте ли анализа пред да се кандидирате и генерално објаснете ми малце пошироко зошто се кандидиравте? Искрен да бидам, немав намера да се кандидирам некаде до средината на јуни, ни на крај памет, верувајте. Наеднаш нешто се случи. Не знам што, јас сам не можам да го опишам.
почна да ми се јавуваат пријатели. Стефче, дали ќе се кандидираш? Викам, не, од каде тоа? Абе, знаеш, пријателите ме прашуваат дали Стефче ќе се кандидира, или комшиите, или колегите од работа. И тоа, знаете, таа снежна топка некако тргна и почна да се зголемува со прашања. И во една неврзана дискусија меѓу мојот пратеник и еден пријател вели на анкети Стефче лошо стои во Карпош, и јас печатокот го немам таков во комуникација со граѓаните, од секојдневно движење, разговори, и реков ајде да провериме, да видиме мене ме лаже окото или ова е точно. Правиме анкета, водиме на анкетата. Со 650 испитаника телефонска. Ајде теренска анкета на 1200 испитаника, уште поголемо водството. Па, потоа направивме пак уште една анкета телефонска, пак уште една теренска и пак уште една телефонска, и така одлучивме да се кандидираме, што значи дека чувството очигледно дека не излажа и дека е тоа така. Но не сте голема партија, со многу добра методологија сте пристапиле. Значи, не сте тргнале со глава низ зид, туку од скроз откажување, од една спонтаност. Да. Велите дека тоа било крајно спонтано, не било пуштано нешто. Не. И од таа спонтаност почнувате некакви системски решенија да барате во тие анкети една Јас верувам на анкетите, да. Верувам на анкетите. Значи, паралелно правев и телефонски и теренски анкети, точно мапирани каде се случуваат со GPS, на кои места се прашањата, колку тука има млади, колку стари, колку ова, и не ми излажа анкетите, очигледно. Што имаше прашања во анкетите? Прашања, дали ќе излезете на изборите, очекувате ли да бидат изборите интересно, очекувате ли изборите да бидат фер и демократски? 48% велеа не. Во сите. Значи, очекувањата на граѓаните беа тие. Дали сте задоволни од работата на сегашниот градоначелник? 63,9% велеа не. И натаму, кои прашања се вас најбитни? Можете ли да замислите кое е за Карпошани најбитно прашање и што најмногу Карпошани барат? Чешми. Во сите анкети најмногу се барат чешми, потоа доаѓа зеленило, потоа доаѓаат и паркинзи и фасадите. Али чешмите се на прво место. Никој не бара канализации, никој не бара дупки на улици да се закрпат или да се асфалтираат. Никој, да речеме, такви тешки проблеми, не знам, вода во порои кога има атмосферски канали, значи оти сите тие проблеми се решени. И јас сум среќен што граѓаните на Карпош бараат работи кои што не бараат многу пари, кои се лесно решливи и кои ќе представуваат навистина задоволство на граѓаните. Ја имам тука мал objection. Добро. Анкетите кога се правени Скопје беше 40 степена плюс ретко топло лето бевме. Па не, ти и сега во контактите. Можам да замислам дека им било онака, чешма, дај да се и сега истото го зборуваат овакво чешми. Секаде бараат чешми и во средбите најмногу бараат граѓаните легнати полицајци. Да се намали брзината. Да се намали, абе викам тогаш зашто ги асфалтираме, улиците ги правиме стакло? Значи сега дупката ќе оди нагоре, а претходно беше надоле. Значи имаше дупка, можевме да не ги правиме и никој нема да вози брзо. Сите бараат легнати полицајци да се постават, што значи дека полициските структури во градот морат многу посериозно да се зафатат со тоа прашање и ние насекаде ако поставиме легнати полицајци на како да ви кажам на што ќе личи, и најголем проблем ни представува зимно време кога се чисти снего, значи ралникот кој ќе фати, кој ќе удри во легнатиот полицаец, поготово ако тој е например направен непрописно со асфалт или ако е направен не боже од бекатон, се има случајно да работник кој што багер чистел од ударот, толку снажен бил ударот да излета преку шофершајбната, и тоа се случува кај нас во нашата општина. Кутриот вели туку наеднаш ми се стемни и се најдов во корпата на багерот. Па како ќе го решите тоа? Ако оставите мора гумени да се стават и секаде мора да се стават знаци и напред и потоа, за да точно се знае каде се, особено кога има снег. Кај нас нема снег, да речеме, не знам, 30 дена, 2 месеца и така натаму, ќе има неколку дена, ама во тие неколку дена и кога возилото со ралникот ќе фати напред, значи ти имаш штрафови во асфалтот,
Тоа ќе го откорни и асфалтот, после тука навлегува мраз, пука и така натаму ни се оштетува асфалтот. Не смееме тоа да дозволиме. Но во ред тоа, објаснувањето ви држи вода. Но еве ја многу добро ги разбирам граѓаните зошто реагираат и тоа го бараат. Затоа што им е јасно дека полицијата е немоćна, дека е невозможно да се контролира брзото возење, децата страдаат, како инаку ќе го средиме. Тоа на Партизанска, да кажам, што е главната артерија на Карпош, никој не поштуе тука ни црвено, ни зелено, се прелетува, тука се трки на мотори. Паметам само радост беше меѓу шарените, конечно ќе се стиша трките со мотори и така натаму. Нити се стиша, овие рекоа ограничуваме брзина, но тоа ако речеш ограничување брзина, тоа не значи дека тој и ќе те послуша. И сега, и постојано полиција нема, и сега се прашува човек, кое решение да се направи, бидејќи овие урбани средини и тие мали тесни улички, она што е, да речам, на потегот од Сити Мол до војната болница или сега градската болница 8 септември, тоа кога има попусти, тука нема можност кола да помине, фрчаат и така натаму. Мислам, шизофренија е живењето. Значи, недостатува... Баш на таа улица се века Карпошево стани имаме легнати полицајци, тие се со бехатон. Дали е сето тоа доволно? Чим бараат, очигледно не е доволно. Тоа е крајна нужда. И мислам, и јас сум повеќе поборник на легнати полицајци, значи, значи легнат полицаец кој ќе биде неколку метри па ќе се спушти, не само кратко па така, значи сакате некете, да, тоа сум го видел во Белгија и тие легнати полицајци ги вика по градоначалникот, тој се викаше Хуго Казар, ги вика мали казари. Значи легнати полицајци кои се неколку метра, не само едно испупчение, туку значи неколку метра е легнатиот полицаец, мора се качите па да после неколку метра да се спуштите, тоа се добри решенија, тоа во Белгија ги имаме. Значи мали стевчиња ќе правите. Па сега како ќе ги викаат, битно е да се релаксира сообраќајот. Има ли некое, имате искуство, сте биле градоначалник на општина Карпош, има ли некои подобри решенија кои не сте ги спровели или не ги спровели, а требале да се спровели? За сообраќајот мислите? За сообраќајот. Па нема, освен сообраќајни знаци, крајна нужда е ова што го правиме со легнатите полицајци. Кога ќе се стави еднонасочен сообраќај, он се растаретува сообраќајот, меѓутоа тогаш па уште побрзо се вози, да. И не знаеш за среќа во најголем дел во Карпош ние имаме, да речеме, по големите улици има тротоари, да речем Партизанска ни е исклучително безбедна, 8 септември, Илинденска ни е безбедна, Теодоси и Гологанов, тие главните сообраќајници, сите се безбедни. Имаме и пешачка и велосипедска патека, значи од кружниот тек во Ѓорче Петров до Рузвелтова, значи слободно можете вие да возите и велосипед или пешки да одите по Партизанска поготово. Тој дел цел го поплачив од мостот Обединети нации до Рузвелтова и назад со изградба на тие жардинјери со цел да порано се паркираа возила во тревниците, сега не може да се кача да се паркираат возилата, така да под сенка можете и летно време, сакате да пешачите, сакате со велосипед, така да извонредна е таа тура. Али во главните улици ни се потполно слободни. Што е она што граѓаните ве памтат? Зошто повторно ви ја даваат довербата? Зошто толку многу гласови добивте? Извини, ти го сецнав зборот. Мислам најмногу ради посветеноста. Сите велат кога беше Стевче беше многу почисто. Сите велат дека кога беше Стевче го гледавме на улица со мајсторите, се расправа со чистачите, дека кога беше Стевче се работеше. Значи многу имаме изнаправено. Ако ви кажам дека сме направиле од 229 улици 217 се асфалтирани, реконструирани или асфалтирани. Дупло тоа тротоари, значи левиот и десниот, кој ќе земете километража, тоа е скоро 300 километри тротоари. Значи променет рабник, тротоар, улично свет, 4600 светилки нови. Најголем дел од нив и подземните инсталации се променети. А тоа е на 20 метра се поставува. 4600 по 20 метра, тоа е 90 километра. Натаму 6 плоштади,
4 фонтани, 54 реконструирани фасади на згради, 10 комплетно реновирани училишта, сите, значи до едно. Од 11 објекти во градинките, 9 се комплетно нови. 2 започнати нови градинки. Значи тоа се навистина големи резултати. 46 километра водоводи, канализации, фекални атмосферски. Како сака дожд нека паѓа, Карпуш не се поплавува никогаш повеќе. Значи, се сеќавате на поројот што беше во Стајковци, значи огромен дожд беше и тука, кај нас во цел Скопје. Јас ќе кажам една, не анегдота, едно кажување на поранешниот одговорен за канализационата мрежа во Карпуш од водовод и канализација, господинот Бато, и велеше вака: кога ќе има порој, јас во кафана седам до 11, после одам дома и спијам како јагне, а моите колеги по цел ноќ работат во другите општини, затоа што кај нас сето тоа, и тоа се скапи работи под земја кога се прават. Граѓаните имаат проблеми, кој ќе го направите, ќе ве прашате што си направил за нас. Канализацијата е добро, канализацијата, ама таа не чини доста пари и реално тие скапи работи и тешки работи во најголем дел, да не речем во 90 и веќе 5% се зад нас и се решени тие проблеми. Тогаш, што детектирате? Каде е промашувањето на сегашниот актуелен градоначалник, за кој велите дека на сите анкети лошо поминува, па дури и во неговата партија, па затоа има друг против кандидат? Па, мислам дека најмногу придонесе неработењето, неконтактирањето со граѓаните, значи игнорирање на граѓанството. Ќе ви кажам, значи денеска разговарав со еден секретар од местна заедница, една местна заедница, и вели вака: додека бевте вие градоначалник, ние водиме деловодник и во општината, и во местната заедница, значи тоа се писма, дописи што сме ги праќале до граѓаните на таа местна заедница. Имаме 15 книги потрошени, значи 15 книги со деловодни броеви за документи што сме ги испраќале до граѓаните. Они им ги носат на лице место на врата на граѓаните. За овие 4 години имаме половина книга. Половина книга потрошена. Тоа јасно кажува каква била комуникацијата на локалната самоуправа со граѓанството. И дури мислам дека добре дојдена им беше короната, за да ги затворат вратите и да немаат никаква комуникација. Каде да одам, сегде зборуваат: чекај, абе, сум дал уште 2016 или 2017 година сум однел комплетни лаборати документи, до денеска немам легализација. Легализациите готово да се стопирани, да нема никаква легализација. Имавме 15.100 предмети за легализација. Ние документите сме ги носили на луѓето на врата. Не сте доставиле лаборати. Јас морам да направам прекин на постапката, да ви известам вас и да ви кажам зошто ви прекинувам постапката, дека треба да донесете лаборат, да ви известам, тоа нашиот службеник ви го носи на врата, и потоа кога ќе ми донесете, да ја отворам пак постапката, да донесам ново решение, да ви известам дека продолжува постапката, да се решава вашиот случај и така натаму. А веруете, секој од тие 15.100 предмети се посебен предмет. Едниот носи пресуда на Врховен суд, другиот носи пресуда на Управен суд, се тужат брат со брат и така натаму. Секој предмет си представува своја посебна специфика. За среќа имавме многу квалитетни службеници во општината кои што добро си ја знаат работата. Тие не се отпуштени, зошто не ја функционираат сега? Па сега кога мачорот, како викат, не е тука, глувците оро играат, све зависи од првиот човек. Значи, како ќе ја командуваш, како ќе ја раководиш општината. Значи, еве, може граѓаните комплетно да направат споредба. Значи, кога сум бил градоначалник од 2000 до 2003, па не сум бил до 2009, па од 2009 до 2017, па 2017 до 2021, дури, искрено ова ви го кажувам, мислам дека добро беше што не ми дадоа доверба граѓаните 2017. И јас мислам дека треба некои работи да преиспитам кај себе, во исто време граѓаните да направат споредба меѓу моето работење и работењето на тие што доаѓаат по мене. На општина која што е воспоставена со процедури, со методологија, со обучени кадри, со технологија, а верувајте, општина Карпуш е НАСА, повторувам, НАСА за било која друга општина во државата, во кадровска смисла, во
техничка смисла, во обученост на кадри, во познавање на материјата, ние секогаш сме биле први во однос на другите. Ако се воведува, не знам, електронски катастар, прва била општина. Ако се почне продажба на електронско надавање на земјиште, прва била општина Карпош. Ако, не знам, електронски јавни набавки треба да се спроведат, прва била општина Карпош. Секогаш сме биле први во однос на било која друга општина. Добро. И сега со една таква Добро. општина, да кажам, воспоставена, вие да паднете во услугата, во квалитетот на услугата, не збориме за друго, но нешто за инфраструктура да се гради, да паднете, навистина, значи многу треба неангажираност. И од друга страна морам да ви кажам дека за тие 8,5 години јас добив 4 меѓународни награди, меѓународни големи награди и 2 домашни награди. Какви награди добивте? Јас бев прогласен за најградоначалник од Југоисточна Европа, најменаџер, добив климатска звезда за однос кон зеленилото, кон дрвата, за она што најмногу бев напеган, за однос кон енергетската ефикасност и исто така за добро управување, добив исто така во Берлин голема награда и една тука најфилантропска општина и најтранспарентна општина негде во 2011 мислам дека бевме прогласени. Значи 2 домашни и 4 меѓународни награди. Феноменална беше шарената револуција. Успеа све да ви издампира, да ве оцрни до толку, да све се заборави. Но тоа не значи дека им избриша потполно исеќавање временски на граѓаните. Да, сега добра граѓаните поента давате. барат. Да. Знаете што? Гледате сега што се случува. Значи, нам ни направија вистинска бура. Значи, тогаш беа ангажирани и маркетиншки агенции, странски служби, многу пари внесени, значи се создаде, ми организираа штрајкови, ми организира, како се вика ова, дури и референдуми, секој ден пред општината, не ме сигна подолу од криминалец, од градоначалник. Јас една пресконференција на градоначалникот Богоев не сум го направил. Една пресконференција, еден штрајк, сме ги оставиле мирно да работат. И пазите сега што се случува. Значи, они нас не направија бура, создадоа погрешен впечаток кај граѓаните. Не викам дека сме безгрешни. Имаме и грешки, но имаме многу заслуги. Ќе речеме многу, тоа е со многу О. За сите овие работи што веќе ви ги наброив и што граѓаните очигледно дека сватија дека сме направиле многу за општината. Но денеска тие паѓаат во градов Скопје и секаде во потполна мирна атмосфера. Без штрајкови, без протести, без пропаганди, без странски служби, без пари дадени специјал за специјални рушење на градоначалници, на политичари и така натаму. Значи, ова е најдобар можен начин за оценка на работата на градоначалници, на влада и така натаму. И во една потполно мирна атмосфера граѓаните си донесоа одлука таква како што донесоа, а тоа е во првиот круг 5 градоначалници да не пројдат од актуелната власт. Што значи, нашиот брод го потонаа во бура, а нивниот сега тоне во мирно море. Убаво. Кажете ми на кој градоначалник му направивме протести, да не знаеха секој ден да го плукаме и така натаму. Јас не можев глава да кренам од... И сега гледам на социјални мрежи, почнаа вториот круг, пак со истите работи. И сега граѓаните ги предовте на таа, ајде да кажам, фора 2017. Како вели Абрахам Линколн, познатата реченица, некои луѓе можеш да ги лажеш цело време. Цел живот, а некој до одредено време. Сите луѓе можеш да ги лажеш некое време, но сите луѓе не можеш да ги лажеш цело време. Да. Ме интересира, 2 години корона, имаше многу локдауни и така натаму, ништо да не се случува. Но мене ми беше едно, еве би ве прашал, кога вие би биле градоначалник, дали тоа може би било уште подобро такви периоди за средување на инфраструктура, кога треба да се затвори улица, да се прекопа, да се стави подземна канализација, каде што знае да биде проблематично ако е преку ден и така натаму. Немаме такви сериозни проблеми, верувајте. Направени нема такви сериозни. Тук таму може некој проблем да има, но тоа не е да правите 500. Внимајте, во улица Прашка сме правили атмосферска канализација 700 метра. Да речеме во Козле направивме на Козле 9
сите куќи ги поврзавме на фекална канализација, тие сите ги ставија олуците во фекалната канализација и кога има порој, доле на улиците, значи Пијанец, Крчин, Мила Марковиќ и така натаму, избива фекалната канализација. Замислите пред дворот фекалии да ви течат. Што сме направиле? Веднаш наново правиме нова атмосферска канализација, нови фекални канализации со поголем промер и така натаму. Ти сега бељата одозгоре ја пренесовме доле. Што значи дека, а тоа се големи зафати, на една, на друга, на трета, морате и главната улица да ја реконструирате, да отидете до улица Козле. Значи сме решавале проблеми, кога ќе фатиме еден проблем, значи не го оставаме парцијално да решиме тук тамо. Ако дојдеме во оваа населба, ги решаваме сите проблеми за да потоа не се навраќаме или да има потоа тук тамо мали проблеми. Но коронава, како да ви обяснам, најголемиот проблем за општина Карпош испадна што не успеа да ги одржат приходите. Замислете, од 11,5 милиона евра приход падна на 5 милиона. Јас имав 2016 11,5 милиона евра приход, 2017 имав негде околу скоро 8 милиона евра приход, а тие паднаа на 5 милиона, оваа година негде ќе дојдат до 6. Сега помножете 4 години по 3-4 милиона, колку се тоа? Значи, кога ќе дојдете, што ќе најдете таму? Не е битно. Јас никогаш не сум плачел за тоа. Каква е ситуација, таква е, мора да се борите и мора да се потрудите да обезбедите приходи за општината. Реално не е лесна градоначалничката функција. Ако сте министр, вие имате еден ресор и само тој го управувате, ама како градоначалник вие мора да знаете и урбанизам, и градежништво, и екологија, и право, и финансии, и менеджмент, и комунално редување. Мора да знаете градежништво, да не ве дриблаат изведувачите. Нема изведувач кој не сака помалку да сработи, а повеќе да земе. Нема надзор кој не сака да се здружи со изведувачот, а оштетена да биде општината. Таа била моја секојдневна битка. Замислете, сите, да речеме, ти ги прекопува улиците Евана, ги прекопува Бек или порано топлификација, ги прекопува водовод, ги преклопуваат кабловски оператори, па не е еден куп се кабловски оператори, за да сето тоа вие го запрете да не ви ги прекопуваат. Војна сме воделе. Додека ги научивме во недела сабајле ќе дојдат во 5 сат, додека ние се разбудиме до кај 9 промрдаме, тие веќе ги ископале улиците и парковите, прошле, ама после ги научивме, па ги чекаме во 5 сат. И војна и така ги ставивме во ред. Да не ни ги прекопуваат улица. Сега ови имаме одлука да не се прекопуваат улица. Зошто ги асфалтираме ако ги прекопуваме? Овие сега дозволија пак да се прекопуваат улиците. Иако имаме одлука. Значи си има метода. Од страната кај тротоарот се копа 1 метар квадратен и од другата страна има специјална машина, се вика ракета, буши одоздола, ке се поврзете. Тоа чини 1000 до 1500 евра, ама нема да се оштети улицата. Како сакате после да набивате, како сакате асфалтирате, тука секој проаѓање, вие ќе го почестувате. На работ задолжително мразот и водата влегуваат, полека тоа го шири и вие тука ви се оствара каверна, дупка, која потоа улицата за 2-3 години ви се оштетува, а вака улицата со години можете да ја користите таа улица. Ја го отворив Google Earth и една од најболните точки според мене на општина Карпош е овој дел. Тоа е од Борис Трајковски па се до овдека овој дел каде што е, нели, Бунарите Лепенец Вардар. Овдека требаше... Тоа е паркот, фамозниот парк што требаше да го направат и што го најавуваат. Овде, да. Да, минатите избори и овие 4 години го најавуваат. Иако и овде е отпад, еве, сателитската снимка покажува дека позади Александар Палас, позади Борис Трајковски, на Тодоровиќ куќата, овдека е све тој другиот отпад. Тој другиот модел, колегата Андре Петров го има за зеленото, постојано хидранска мрежа и така натаму, и тој дел се гледа точно каде е. Ова патеката кај што и лево се гледа точно дека е тоа одржувано и останатиот овде беше огромна дупка. И се користеше како депонија за шут во изминатиот временски период. Ама и сега не е ништо подобро, господин Да, ова треба да се израмни, да се стави земја 1,5 метар и хортикултурно да се уреди. Или ќе се гради таму? Не, најголем дел тоа е D3.
зеленило со спорт и рекреација. Така е во генералниот план, ако не го смени новиот генерален план. И најголем дел ова што е покрај кеот на Вардар е државно земјиште и тоа ќе остане паркови и така натаму. Планираме така да го правиме. Ќе го правите? Да. Колку што ви е роковите, што ви се ветувањата за овој дел? Па добро, ова е голем потез, тоа што е приватно не можеме да чепкаме, уствари можеме да чепкаме, ама веќе не се цените за експроприација 3 евра, него се отприлика идат 250 па и повеќе евра по метар квадратен. Овдека има приватно земјиште? Има и приватно, да. Може вака да знаете. Цел Карпош бил нечија собственост, нечи имот, нечи бавчи. И тие бавчи сега се денационализираат. Значи, и уште не е завршена таа работа. Па најголем дел веќе е завршено. Значи овде по должина вака како што гледате има приватен имот. Еве го гледаме тој приватен имот, да, овде е игралиштето на локомотива, тамо е на Алумина, но тука е претоварна станица на овде у средината тие објекти, не подоле, тоа е безиската на Мак Петрол, тие во круг објекти, тоа е претоварна станица на комунална хигиена и мислам комунална хигиена, таа претоварна станица, значи со помали возила носи смет, односно и ги префрла во поголемо возило кој ги одвезуваат во депонијата Дризла. Ама ова е вака со децени. Ја не памтам дека некогаш овој дел... Тоа беше дупка по 10 метри, сега веќе, значи сега ни преостанува само таа дупка да ја затвориме, да ја посипеме со земја, да ја израмниме и да ја насадиме трева и хортикултурно да ја уредиме. Значи, овој дел ќе се урбанизира, како што гледам, се гради. Ова е се, овде се, сега адреналинскиот парк овде е сместен, така. Тоа е Карпата, ова се тениските игралишта. Тоа е паркот што вие го направивте, они се пофалија дека го... Сега, тамо е ова скейт паркот, ова е владата го правеше ова Карпата и тие тениските игралишта, сега тие направи адреналински парк, нешто посебно дека им требаше на Карпош адреналински, ама добро, сега кога го има, тоа е. И овој дел натаму ќе се прави парк, инаку по генералниот план, значи тамо се заштитно зеленило, овде, а овој дел да, а овој дел тука голем дел се, не знам точно до каде, иначе по генералниот план е дозволена градба. Сега веќе тука, измеѓу овие две згради на Елена Лука, веќе никнува една поголема зграда. Ете така они ги ревидираа плановите како што викаат, така да една тука сега има една зграда во тој дел. Значи овдека овој дел ќе биде урбанизиран, а овој ќе остане парк. Не знам точно како е сега вака да ви обяснам. Што ќе правите вие овдека? Еве тоа ве прашам. Значи парк ќе има хортикултурно редување, урбана опрема, за колку години ќе го остварите тоа? Наредната година тоа ќе биде готово. До наредната година ќе биде готово. Да, за летото ќе оставиме во потреба на граѓаните. Пошто сите работи укажуваат дека ќе добиете во вториот круг и ќе бидете градоначалник, ова што го кажавте јавно ќе стои и ја ќе ве повикам до година и ќе го отворам. Знаете што? Вчера разговаравме со еден колега кој ми беше советник и се сеќава одевме према Сараево заедно и случајно се најде во возилото една моја програма од 2013. И ме прашуваше местна заедница по местна заедница, што е ветено и што е остварено. Во секоја местна заедница беше од 85 до 90%, но имаше секаде по 2-3 работи кои што не беа ветени, а да речеме направени. Во меѓувреме сме почувствувале дека има потреба за граѓаните. Сакам да ви кажам следново. Значи, кога зборуваат за урбанистичките планови, ние како општина не можеме да правиме што сакаме. Генералниот план за нас е устав. Како кога правите закон. Законот мора да биде согласен со уставот. За нас устав е генералниот план. И тој утврдува, вели, овде мора да има само згради, овде мора да има само куќи, овде ќе биде заштитно зеленило, овде ќе биде спорт и рекреација, овде ќе биде администрација, ова дел ќе биде училиште, образование и така натаму. И кога тоа ќе се дефинира со генералниот план, после во рамките на тоа, значи ако тамо е колективно домување, ние може само да цртуваме колективно домување. А што ако граѓаните не се согласат? А што ако граѓаните почнат референдум? Што ако граѓаните речат доста е веќе градење? Вака, тогаш граѓаните треба да го ставиме генералниот урбанички план на референдум. Значи граѓаните со тоа што не се согласуваат, значи треба да го ставиме на референдум, но од друга страна сметам дека треба да го пренесеме градењето на левата обала на Вардар. Сега што се случи?
Со неградењето, немање станови, дали верувате дека во Карпош има зграда во Тафталиџе 2 на Бања Лучка улица се продава квадрат стан 1700 евра, 1900 евра, 1500 евра по метар квадрат. Толку и Даймонд во центар позади Рамстон. Сега кажете ми, нашите деца, кој може да си ќе дозволи? можеме да купиме по 1900 евра квадрат со Не. платите кои што ги имаме. Значи, вие не можете да запрете градба, а од друга страна не дозволувате никаде да се гради. И тогаш гарант ќе почне да се гради диво, поготово индивидуалното домување, и цените, значи, се е врзано со понуда и побарувачка. Ако побарувачката е голема, понудата е помала, центар мораториум, Карпуш, поништени урбанички планови, цените ќе растат натаму. Затоа мислам дека можност треба да се дава на левата обала, Злокуќени, касарната Илинден и така натаму, значи мора да дадеме можност каде општината би го имала својот развој. Што друго планирате вие во вашиот нареден мандат ако ви изберат да спроведете во општината? Па многу работи. Прво, сметот мораме да го решиме. Значи, наша идеја е да направиме подземни контейнери всекаде и сметот да оди под земја. Тоа е, ако сега, например, на едно место имаме 4 контейнера по 1 кубик или 0,7 кубици, сега треба да имаме, да речеме, најмалку 7-8 кубика, кој што ќе оди под земја и нема да се гледа ѓубрето воопшто, тоа е првата работа. Инаку да знаете, кога станав градоначалник, првиот мандат, 540 камиони со смет, шут и друг отпад сме сврлиле и имавме 47 диви депонии. Сега имаме една онде кај мостот Газела, значи онде на крајот скрос, на крајот е тука кај мостот Газела, и имаме една депонија која што често ја чистиме, оние што собираат секундарни суровини, тука што не им треба го фрлат, и имаме една депонија во Бардовци. Значи тоа е, а инаку имавме 47 депонии. Следната работа што е за нас многу битна, значи после овој мандат не смееме повеќе да имаме азбестни кровови. Ние им даваме на граѓаните значи лим, даваме комплетниот материјал за реконструкција на кров, а граѓанинот да плаќа само работната рака. Сите згради кои што се до 1990 година изградени, граѓаните, ако се подготвени, идеме заеднички, тие 30% дават, ние 70%, веќе 34 лифтови заменивме и реконструиравме, значи идеме на замена до на лифтови. 2017. Да, до 2017 34 згради реконструира или добија нови лифтови, скоро 400.000 евра тогаш потрошивме за таа намена. Натаму, секој млад човек кој ќе напуни 18 години, општината ќе ги покрие трошоците за полагање на возачка дозвола и за обука. Планираме да земеме 5-6 овие инструктори, 5-6 возила на плин. Училиштата кои работат во една смена ќе може по план да се користат. Зошто да им субвенционирате? Па ќе ви кажам зошто. Замислете семејство кое што има 20-25.000 денари приходи, планина е 20.000 денари обуката. Собираат баби, дедовци и така натаму. Секој млад човек сака да се почувствува дека е веќе возрастен, да вози возило. Од друга страна, тие што останува со средно училиште, секаде каде што бараат работа, им бараат да имат положено возачка дозвола и мислам дека тоа ќе биде значаен придонес. Сме пресметале, ќе не чини негде 3-4 милиона денари, тоа прилика негде 670.000 евра, тоа ќе може општината да го покрие како трошок. Продолжуваме со фасадите. Имаме негде од 130 згради, 54 до сега сме направиле, ама сега немаме толку канализации, улици и така натаму. Сега ќе се пуштиме масовно на фасадите. Сметаме, веројатно ќе дојдеме при крај за сите фасади да ги направиме во овој мандат. Што покажува до сега правењето на фасади? Колку им е заштедата на луѓето во трошоци за грејење? Да. Јасно е тоа, туку дали имате некој сознание колку е? Ќе ви кажам фигуративно, еден господин ми вели кога дуваше ветар, тоа се румунските кули кај тоа се Тафталиџе 2. Тафталиџе 2, последна 24-ка румунските кули. Тие се 3 кули. Тафталиџе 2 и ми вели вака, кога ќе дувнеше ветар, завесите ми одеа до пола соба. Офлеле. Така да, еве тоа е Тафталиџе 2, ене ги тие румунски кули, 3 се вака на косо. Да, тука се тие. Значи, тоа значи дека граѓаните ќе може испораката на топлинска енергија да ја намалат за неколку степени, затоа што ќе имаат фасади од надвор, променете се, граѓаните мора да ги променат прозорите,
над 80% од нив да имат променети прозори, бидејќи ако потоа го менува прозорот, ќе ни ја оштети фасадата, тука навлегува Значи, дожд и први мраз. менување. Да, така идеме со граѓаните, нивна обврска е да ги сменат прозорите, а ние ги правиме фасадите, значи со променети прозори и фасади, променети автоматски ние Има ли шанса да им субвенционирате и прозори? Тоа го работевме со Хабитат, со многу минимална камата, мислам 4% беше годишна. Хабитат им даваше повеќе годишен кредит на 3, 4, 5 години и да они тоа си, да. И така да тоа го правевме заедно со. Има ли шанса повторно такво нешто да Па направи? предпоставувам да, меѓутоа граѓаните го видоа бенефитот. Од друга страна морам да ви кажам дека Колку проценти им се намалија трошоците? Например, но ние што за парно не, парно исто му плаќа, но па нели летно има време добре исто така, летно време кога треба да лади, сега веќе со прозорите кои што Со ги климите. диктуваат, Така. значи диктуваат добро и со фасадата кој што има многу малку троши за електрична енергија, или пак згради кои што Мислев дали има некоја процентуална проценка, 20, не, 30%. ама тоа зависи од граѓаните, дали они потоа со БЕК договориле да им се намали испораката, протокот на топлинска енергија за да сметките бидат пониски. Но јасно име на сите дека обнова на фасадите е нешто навистина обврзувачко. Вака да ви кажам, ние сме единствена општина во свет која што на буџетот на општината ги менува фасадите. Значи Чешка, Секаде, да. Словачка, Тоа ги променија граѓаните. на 20 годишни кредити им дадоа на граѓаните да мора да се ги променат фасадите на Да зградите. мора. Да мора да ги променат. Значи се мора да биде. Значи согласно европските директиви ние сите објекти мора да не бидат енергетски ефикасни. Сите јавни објекти мора да не бидат енергетски ефикасни. Школи, градинки, администрација, културни домови, владини институции, болници, значи социјални институции, се мора да биде енергетски ефикасно. Значи ние полека се движиме во таа насока. Што друго планирате во општината да како програма? Сега исто имаме еден добар проект, Да. тоа е младите брачни парови кои што живеат, да речеме, барем едниот брачен пар треба минимум да живее 5 години во општина Карпош. Во делот на Злокуќени Бардовци, се што имаме државно земјиште и касарната Илинден, планираме да го испарцелисаме, тоа се плацеви по отприлика 200 квадрати, по проекти кои што ќе ги изработи општината, нема да платат комунали, нема да го платат земјиштето и значи нити пак за проектите што треба да се прави, значи ни градежни дозволи ќе можат отприлика од 400 до 450 евра квадрат да си направат за себе кукичка. Тие куки ќе бидат 40 на квадрата гарсонјери, 65 квадрата и 85 квадрата. Значи сметете вака 40 квадрата куќа по кукичка по 400 евра, тоа е негде 16.000 евра, што значи дека и со поскромни примања ќе може тоа да си го дозволат ако земат кредити и така натаму. Ако ви кажам дека јас во Влаје прво купив 35 квадрата барака, која што имаше двор 117 квадрата, потоа кога го отплативме долговите и така натаму, направивме куќа од 115 квадрата, значи убав четворособен стан направивме, така да тоа не е исто така еден добар проект. Следната работа е, например, во Карпош 1 имаме едно култно игралиште, Сокол. Тоа е починат нивни другар, навивач и така натаму. Има турнир Сокол, планираме да го покриеме, за да може да се игра и ноќе. Сите спортски терени, инаку да знаете, до моето доаѓање, спортските терени од самопридонес во училиштата не беа осветлени. Значи, јас прв бев тој што поставив рефлектори да може да се игра и ноќе, бидејќи летно време вие можете да играте негде од 6:30 до кај 8 часот. За кејот на Вардар утре ќе биде презентиран, спремаме нов проект. Тоа значи уште една велосипедска патека од прилика 2,5 метри, уште една трим патека, значи за джогирање, и пешачка патека, и во средината ќе биде хортикултурно, ќе ставиме земја, ќе избушиме бунари, значи ќе има хидранска мрежа, хортикултурно редување, цвекиња, клупи и така натаму. Значи кеот на Вардар, верувајте, јас прв го осветлив, прв ги направив стазите, иако кеот е правен 72. Јас тоа го направив негде 2002-2003 година, значи се промениле 8 градоначалници, никој не се сетил да го стави кеот во функција и според мене кеот на Вардар е еден од
успешните и најкористените проекти во Република Македонија. Десетици илјади граѓани секојдневно го користат и тоа е еден голем бенефит за граѓаните не само на Карпуш, туку и за Скопје. Ние го направивме до Александар Палас, од Александар Палас го направи градоначалникот Ристо Пенов. Сега е по скоро 20 години, повторно ќе се вратиме на КЕО да го разубавиме, да уште повеќе ги привлечеме граѓаните на тој дел. И со парковите што ќе бидат направени по тој дел, тоа ќе имаме еден навистина убав комплекс. Супер би било Слично кога да би речеме било и левата страна КЕО да биде функционален. Па потоа би се префрлиле и на левата страна. Тоа е само направен убаво оној делот каде е Систина, клиниката, навистина убаво среден, само тоа која би продолжило и која би можел. Тоа е едно убаво кружење би било, бидејќи повторно немаме магистралата, ние инфаркт штрасе, што ја користиме, така ја нарекуваме, од Карпош до аеродром не можеш да дојдеш. Сега те мостови, сега прво се градеа галиите, сега се рушат галиите. Па добро, ќе ви кажам вака. Што не сметаат галиите? Не, мене ништо не ми сметаат галиите. Зошто штета да им правиме на луѓето? Па гледате преку €1.000.000 чини таа галија. Зошто на тој човек да му направиме штета? Јас што би направил? Јас би поставил во Вардар воздушна брана. Знаете, тоа се бетонира од оздола Вардар, на него се става гумена брана, се полни со воздух или со вода, се качува во достојот негде 1,70 м, 1,80 м, некаде во должина од 750 метра, значи ќе испадне исто како да пловат галиите, значи можете да имате и кајчиња на Вардар и така натаму. Коце кај мене тоа го рече, ја му го предложи, бидејќи тоа го имам видено во Љубљана. Љубљаница е еден поток од река. И на влезот и на излезот има брани, но не вака комплицирани, обични. Да. И цела Љубљаница делува како Дунав, прекрасна. Да кажем, но има еден проблем. Ова морам да го нагласам. Канализацијата мора да има колектор. Ја коце сум го дрочел овдека со сати. Зошто не го направи? Вика, смрди. Чим има канализација у водата, како викаме, тоа уште полошо ќе биде. Видете, значи, мора Скопје, ова е град Скопје, колектор, цел, ништо да не влегуе пред и до излезот на Скопје. Добра поента дадовте и добра увертира во ова што ќе го зборуваме. Значи, ние имаме колектор некаде до фекалиите, значи од вама, од Влае, кај што идат, негде излегуваат спроти Хотел Русија, во тој дел. Така е, таму излегуваат. И градоначалникот Трајановски од француската влада работеа долго време и добија грант да се направи студија и да се направи проект за пречистителна станица, но претходно мора да се направи колектор кој што ќе излезе ван Скопје, значи после Лисиче. Второ, да се одвои атмосферската од фекалната канализација. Вие како ќе правите колектор во кој што милиони кубни метра влегуваат вода атмосферска, не атмосферска. Значи мора да ја одвоите фекалната, атмосферската од фекалната канализација. Значи и тој проект нешто започна од левата страна кај Керамидница, меѓутоа ова гарнитура од како дојде тој проект застана. И сега гледам мојот против кандидат како директор на водовод се фали дека распишале тендер ќе се гради пречистителна станица. 10 милиона евра грант доби Коце Трајановски за таа работа и сега вистинско прашање зошто не е реализиран колекторот до крај по левата и по десната страна на Вардар, што би било многу корисно, значи да извлечеме скроз, да нема фекалии. Што викаат французите, где су паре? Зашто нисмо узели паре? Не где су паре, зашто нисмо узели паре? Да се тоа направи и... Па добро, ако не се, значи не се украдени парите, тоа е уште подобро. Зошто не се земени, ќе треба да објаснуваме. Мене ми се допаѓа идејата, воопшто, јас сум ја видел во многу градови, затоа што кога ќе го направиш Вардар подлабок и помирен со такви брани, ќе може да се весла со кајчиња, со едно... Што сакаш, шема има невидена. Така е, на една Љубљаница, што изнаправија... Тоа се чешки брани. Чешки се полнат со воздух или со вода. И кога е зимно време, таа се испушта скроз, значи водата тече нормално, кога е летно време, низок водостојот, таа се пумпа и ја стопира водата негде 750 метри, така е падот на Вардар. И така можеш да имаш и плажи, имаш и кафани. Па се плажи, се уште не е толку чиста, бидејќи не зборам плажи за бањање, туку да имаш чисто негде каде да се разголиш, да фатиш сонце и така натаму.
Базени фалат. Видете вака да ви кажам. Базени фалат и ние Базени немаме... фалат, меѓутоа ова богатство со регулацијата на кеот на Вардар што ни е правено 70-тите години од тогашните социјалистички градски влади е за секоја почит. Капа доле. Немој да ги заборавиш и Обединетите нации кои Значи, обилно го финансира овој проект. Да, али за да не секоја се чест, случи... значи секоја чест и ние веќе опасност за поплава на Скопје немаме со правењето на двете хидроцентрали Козјак и ова Света Петка или Матка 2, оти Скопје го плавеше треска, не Вардар. Оти поготово во делот кај што е Козјак, тамо кој ќе има јаки порои, бидејќи тамо нема вегетација, тоа се карпи, треска која надоаѓа, значи треска е дури посилна во такви поројни моменти од Вардар и ние со регулацијата со овие две хидроцентрали што се изградија, тоа е Козјак и Света Петка, практично веќе Скопје има минимална опасност од евентуални поплави и јас во ова пригода морам да кажам дека заслуга на тие две хидроцентрали се на поранешниот директор Панде Лазаров, кој што многу работеше на и тие две хидроцентрали се направија секоја час многу корисни. И гледате сега во каква ситуација ќе дојдеме со електричната енергија. Една иста вода ја користиме 3 пати во Козјак, па во Света Петка, па во Матка 1. И тоа се многу корисни хидроцентрали. Паркирање. Да. Паркирање, најголем проблем имаат граѓаните на Карпош 1, граѓаните на Владо Тасевски, тој е дел кај млечен ресторан се вели, граѓаните кај Министерството за економија. Зошто? Зашто во Карпуш не се плаќа паркинг, а во центар се плаќа. И тие колите, голем дел од тие граѓани кои што имаат втора, трето возило или пак работат во центар, например, оние граѓани кои што работат во јавното претпријатие стамбен и деловен простор во Пуик, тоа е универзална сала прилика негде. Да, знам. Во Пуик тие ги паркираат возилата во Карпош, например СЕО имаше негде околу 80 на вработени сите и паркира возилата на територија на општина Карпош. И тоа им создава сериозни проблеми на граѓаните на Карпош 1. И сега тоа не е решено одамна, како ќе се реши? Имаме неколку делови каде што планираме катни гаражи. Идеме ниво подземја и 2 нивоа надземја, тоа значи 3 пати да се зголеми можноста за паркирање, граѓаните ќе си имаат далечински управуваш, само тие ќе можат тука да паркираат. Истото и на Карпош 2 во делот спроти кај што е електромашинскиот факултет, тука имаме предвидено катна гаража која што треба да прими 230 возила и практично сите тие граѓани бесплатно ќе биде паркирањето. Министерство за економија бесплатно паркирање, да. Катна гаража со бесплатно паркирање. Да, општината тоа трошокот колку треба за електрична енергија и така натаму ќе го покриеме, нема да има никаква потреба да се секако и за гости ќе може со плаќање. Да, и за гости ќе биде бесплатно. Ако ви дојде гости, што ќе плаќа? Значи ќе дојдете вие, ќе стиснете дугмето, ова копчето ќе влезе гостин, после ќе отворите и така натаму. Дај ми едно копче, се обогатам да видиш после спонзорство за направивме така со ступчиња од оздола што излегуваат кај Министерство за економија за да ги заштитиме тие луѓе зградите кај Министерството за економија, она поранешниот хотел на Бетон, сега е стамбена зграда, зградата на Рузвелтови, зградата на Јури Гагарин и меѓутоа зашто граѓани од центар паркираат тука, вработени во Министерството за економија, ние од колегијалност на господата од Министерство за економија им дадовме неколку далечински управувачи, меѓутоа тие многумина од нив беа некоректни, па со еден далечински управувач се пуштаат по десетина возила и создадоа голем проблем кај граѓаните кои што живеат во тој дел. Сега повторно и најчесто ги оштетуваат тие столпчиња што излегуваат од земја. 4 години се непоправени тие столпчиња. Сега ќе ставиме тамо куќичка со наш човек кој што ќе биде 24 часа и плюс планираме платформа една да ставиме и да го решиме комплетно проблемот на тие наши граѓани во тој дел. Зошто ништо не се потрудивте за вашето време, а критика исто и за овие па и се фале, за спортската сала Пионер? Која спортска сала? Партизан, како се викаше? Во мое време спортската сала Партизан ја беше собственост на јавното претпријатие за управување со спортски објекти, издадена под концесија на некој господин кој беше член на партијата на господинот Рафет Муминовиќ.
Мислам дека се водеше судски спор за да тој договор се раскине. Во меѓувреме негрижата испадна толкова што се уништи, се девастира. Жално. Знаете ли каков храстов паркет имаше внатре? Прекрасна сала која што има сала значи со димензии на ракометно игралиште, да може и ракомет да се игра. Друг дел кој што имаше справи за гимнастика, во подрумските простори да имаше стрелиште за воздушен пиштоли, за воздушна, како се вика, воздушна пушка. И навистина е штета. Имаше фитнес сала, јас сум тренирал тамо. Гледам денеска мојот колега Богоев денеска подпишува договор за реконструкција на салата Партизан. По кој пат? Вака сега, по значи, кој ја пат? во мојата емисија пред 2 години пуштав и викам, се што ќе се гради, ја ќе поддржам од било кого. И реконструкција на салата, го пуштив, дојдоа, се изслика и така натаму и така натаму. Години потоа гледачиве мој гледате ми информираат. колку е тоа нечесно према граѓаните. Сега на 5 дена пред избори не сме ние 90-тите години кога ден пред избори се асфалтираа улици, се тампонираше, ме разбирате? Сега за да можете да добиете избори морате да работите 4 години. Граѓаните друга перцепција веќе имаат. Веќе ценат 4 години. Не, вие пред избори, ај ќе дојдете овде светло, ќе станете. Така се правеше, се сеќавате 93-та, 94-та, 95-та година. Сега покажува дека памтат граѓаните и тоа како памтат. И навистина е срамно сега да кажа... памтија, а уште го зборат на пример и Коце Трајановски, како најдобриот градоначалник до сега. Вака ќе ви кажам. Таа генерација на градоначалници на чело со Коце Трајановски, мислам дека дадовме многу за градот Скопје. И Вица Коневски, и Перолотиновски, и Сокол Митревски, претходно и Тодорович беше одличен градоначалник, морам да ви кажам, Тони Трајковски. Шта е одлична генерација на градоначалници. За разлика од таа генерација, сега ова, што ќе се пофали кај граѓанството? Ние имавме тогаш Косе беше на чело и вистински надпревар меѓу 10 градоначалници и мислам дека Скопје многу доби во секаков аспект, во инфраструктура, во патна инфраструктура, во разобавување на општината. Реално за тие 8 години многу измени се направија на подобро. Сметате дека такви работи не презеде Шилегов? Сега ќе бидам објективен, ако го компарираме со локалните градоначалници, Шилегов по мене беше нешто подобар во однос на нив. Сепак тој имаше одредени активности, дури настојуваше да ги покрива овие кои што многу слабо работеа, но друго прашање е дали е тоа доволно. Компарирано со Коце Трајановски, мислам, сепак е тоа недоволно. Сметате ли дека ќе добиете поддршка од ВМРО, од Левица за вториот круг? Дали преговарате, дали разговарате, дали бидејќи бевте дел од владина коалиција, вие како партија Гром, дали сега повторно ќе имате нивната поддршка? Па јас на почетокот ви реков дека мојот против кандидат ги има партиските гласови, кај мене се народните, граѓанските гласови. Но очигледно не е доволно. Да, очигледно не е доволно. Да, ВМРО ДПМН веќе излезе со јавна поддршка за мене како нивни коалиционен партнер. Мислам дека Левица нема да поддржува ни еден кандидат во ќе остави слободно да се ќе остави слободно и гласачкото тело на Левица веројатно ќе одлучува слободоумно како мисли за тоа што е најдобро за нив. Мислам дека за Карпош дека и ЛДП и Дом нема да искочат и да поддржат посебно некој кандидат, така да тоа гласачко тело самостојно ќе одлучува на кој од кандидатите ќе му ја даде поддршката. Мислам дека според математиката дека мнозинството ќе ја даде поддршката на мене како кандидат за градоначалник. Очекувате ли некакви нерегуларности? Имаше ли во првиот круг и дали очекувате во вториот? Па вака, се разликува првиот од вториот круг. Јас искрено морам да кажам, немам никаква забелешка ниту напротив кандидатите, вклучувајќи го и Весковски, нити на начинот на кампања, нити на денот на гласање. Значи, немам никаква, што викате вие, complaints, никаква забелешка.
Вториот круг станува некако се вжештува, гледам против кандидатот почнува со црна кампања, со негативна кампања и така натаму, со работи веќе видени 2017 година, односно, како да кажам, на таква фора или на таква измама, убеден сум дека нема да наседнат граѓаните на општина Карпош. Она што јас можам да го кажам е дека јас до крај ќе останам со позитивна кампања. И добро е, се извинувам, добро е граѓаните да не оценат по тоа што имаме намера да правиме. Каков програм имаме, каква визија. Да не проценат, оставаме ли впечаток дека тоа што го зборуваме ќе го направиме? Или е тоа само ветување пред избори? Се трудиме ли уште од сега да се оградиме од некои работи за после 4 години да имаме објаснување зошто не сме направили и така натаму, и во една мирна атмосфера граѓаните ќе искочат да гласат за, не против. Многу лоша беше 2017 година. Граѓаните искочија да гласат против и еве какви градоначалници добија. Дел од нив партиите не ги поддржаат, дел граѓаните, и тоа е штетно за општеството. Што се случуваше? Излеговте со некои сообщенија во врска со некакви сайбер напади на вашите страни, за вашите лайв стримови и настапи на вашиот Facebook профил? Па јас секои 3 дена правам во живо контакти со граѓаните. Граѓани кои што имаат потреба да поразговараме за проблемите во општина Карпош. Ме прашуваат за разни места, што мислам за тие места, како да се реши нивниот проблем и така натаму. И наеднаш нашиот лайв стрим почна лајкови енормно. Од 500 на 1700, се со цел да покажат, евентуално да го известат Facebook дека ние вештачки ги зголемуваме и гледаноста и поддршката на сајтот, но за волја на вистината го фативме Стефан Богоев како препраќа до своите сопартици, како им вели и форумот на жени и младите, шерувајте го овде секаде, дека Стефче Акимовски со лајкови од Виетнам и од Кина ја подига својата популарност, кинези и виетнамци го поддржуваат така натаму, уствари практично таа далавера тие ја правеле, а за волја на вистината ние негде уште кај 2-3 сат... Не ви направи проблем кај Facebook? Не. Уште за време на емисијата јас реагирав и негде кај 2-3 часот ние веќе го добивме тоа сознание и приметивме дека се појавуваат тие ботови кинеско-виетнамски, корејски. Некој би плачал да добива плюс лајкови, вие најдовте сомнително дека е тоа. Па секако дека е сомнително. Јас секогаш сум добивал честно на избори и овој пат мислам дека честно ќе ги добием изборите, нема потреба. Од друга страна имаме сознанија, односно наши членови не информираат дека им се нудат пари, се врши притисок за вториот изборен круг. Сомнителна е работата. Се обидуваат да извршат подкуп на гласачи, на поддржувачи наши, евентуално на членови на избирачки одбори. Господин Јакимовски, ако сега не реагирате, кога ќе реагирате? Па реагиравме денеска, не само иницијативно не посетија представниците на ОПСЕ, ги известивме за сите неправилности и сознание што ги имавме во тој дел. Јас морам да ви кажам уште една работа. Нели е чудно што имаме 50% излезеност? Завршили работа фингерпринтовите. И сега имавме редица пред гласачките места. Ама немаме 70% излезеност. Што кажуваат фингерпринтовите? Во одредени делови имаме 25-30% излезеност. Толку граѓани излегле и пред 4 години, ама по се изгледа некој полнил кутии. И не знам и кога бил СДСМ, веројатно и кога бил ВМРО ДПМН, ама фингерпринтовите по мене си ја завршија својата работа и побаравме од ОПСЕ. Тамо каде што има драстично несогласување меѓу бројот на лица кои што гласале со фингерпринтови и оние што гласале без фингерпринтови, треба да се повторат изборите. Од тие избирачки места, тоа значи дека се полнети кутии. Политички ништо не те закачав, иако имаш доста ставови по тоа, па како крај за програмава 2017 со огромна, ти спомна во еден момент низ разговорот дека со огромна поддршка, со огромни пари од организации,
странски служби и така. Страшни напади беа тоа. Да, и успеа да го срушат ВМРО ДПМН и коалицијата ве срушија. И сите градоначалници не збришаа. Реално имаше навистина добри градоначалници, добри резултати. Да, буквално изгубивте на локалните наредни по Ама еве овие 4 години Скопје благо речено стагнира. Но какви се твоите информации, како ти е чувството? Дали таа поддршка која ја има од надвор, финансиска, политичка, морална, етичка, секаква, тоа туркање за да ја извршат агендата која ја направија, нели, Преспанскиот договор, Бугарија и така натаму, дали сега и натаму ја имаат? Бидејќи многу мина од граѓаните веќе со овој прв круг на избори покажаа дека гласаат самостојно, а не по некакви си сугестии од надвор. А овие па некако како да им влегува вода во уши, бидејќи нема ништо ишарети, ако забележавте, од калето не стигна ишарети, освен еден ишарет, многу сомнителен, со 80 луѓе. Мислам, амбасада американска да излезе и да рече дека 80 и кусор луѓе добиле оружје за да прават нереди, мислам дека они успеа да превенираат сериозни инциденти во првиот. Па јас претпоставам дека тоа се проверени разузнавачки информации. Американска амбасада туку така нема да излезе. Дека се проверени разузнавачки информации. Вие ги спомнавте парите. Сега странски пари не им требаат, сега имаат своји. Од криминалното подземје, од своји пари, така да парите не им се недостаток. А што се однесува до надворешната поддршка, мислам дека таа поддршка ја немаат, односно чувствувам дека странците ги интересира да има фери демократски избори во Македонија и да има мирен постизборен период. А тоа на цела опозиција и тоа како ја одговара? Па ни одговара на сите. Да имаме мирни, демократски, европски избори, да покажеме дека сме цивилизирана држава. Не е крај на светот ако ги изгубите изборите. Јас ги изгубив 2017 и вечерта, ако се сеќавате, после еден час пребројување на гласови, значи 30 на избирачки места беа преброени, јас направив пресконференција и честита победата на мојот противкандидат. Не пропадна светот ако ги изгубиш изборите. Од друга страна, нема да пропадне светот ако падне оваа влада. Освен една или две, сите партии, било да се власт, било да се опозиција, се проевропски ориентирани, про-НАТО ориентирани. Сите до една. Така, што е тоа што ќе се промени во тој дел? Значи, во стратешките определби на Република Македонија. Ништо. Сега тука имаме разлика во односот кон договорот со Бугарија. Зошто? Зашто тој ни задира во идентитетот, ни задира во јазикот, ни задира во самобитноста. Тука имаме голема разлика во однос на тие што се сега на власт и тие што се во опозиција, но од друга страна гледаме дека и што е право од американската амбасада гледаме дека имаме поддршка во истрајно да истрајаме токму на оваа наша насока во односно да се изврши притисок врз Бугарија да го коригира својот став по однос на отпочнување на преговори на Република Македонија. И тоа очигледно дека треба да го респектираме. Значи, по изборите вечерта, ако прогласите победа, ќе биде пак со "Не може нам нико ништа"? Не, сега имаме друга песна. Не. Немам намера да има било каков триумфализам. Нема потреба тоа. 4 години сме повозрасни, веројатно и попаметни. Зашо стана славен со "Не може нам нико ништа"? Така, тоа беше... Знаете што, тоа се ослободи една енергија и тогаш беа сам против двете партии. Меѓутоа сега сме повозрасни, нема потреба од никаков триумфализам, нити има потреба од било каков реваншизам, нити кај мене покрај се, покрај апсењата, покрај приведувањата, покрај претресите, нема пизма и мислам дека сите треба да се погледнеме во очи, да ја спуштиме топката. Го побудалевме народот, го исековме народот како со нож. Јас би сакал да дадам свој придонес токму во релаксирање на тие односи меѓу власта и меѓу опозицијата.
па дури ако можеме и во советот и во вработењето на општината да се вклучиме сите, ќе ми биде драго и со поделба на власта тамо, затоа што решаваме најобични проблеми. Канализација, водовод, школо, градинка и така натаму, и за тоа големи политики не ни требаат. И би било добро. Големи политики власта покажува колку им е битно дека за да обстанат и да продолжат овие космички, позитивни, прогресивни промени кои ни ги најавуваше Мирко Попов, кој го нарече Скопје диагноза. Каква е вашето дека мора Шилегов повторно да биде градоначалник? Како гледате вие на трката за градоначалник? Данела? За Скопје? Да, Данела версус Шилегов. Знаете што, многу битно прашање кој ќе биде градоначалник на Скопје. Мислам дека господин Шилегов премногу се ослони на гласовите од албанското гласачко тело, очекувајќи дека тамо ќе има енорна испорака, меѓутоа мислам дека фингерпринтовите завршија голема работа и ќе завршат голема работа. Опозиционото расположение е зголемено во Скопје, тоа се покажа на овие избори. Според анкетите кои што мене ми се достапни, опозиционото расположение, значи агенцијата што мене ми ги прави анкетите, опозиционото расположение е зголемено за 10% во цела Македонија. И мислам дека таков ќе биде резултатот и за градоначалник на град Скопје. Типуваш на Данела или на Петра? Типувам на Данела. Имавте средба со неа, сметаш дека ќе имаш добра соработка со неа? Па видете, дури и Шилегов да победи, јас мислам дека ќе имам добра соработка. И јас сум научен да кохабитирам. Ке ве подсетам Коце Трајановски од 2009 до 2013 година, јас бев нивна опозиција. Прекрасно соработувавме. Милијан Киевски беше министер за транспорт и врски. Реално ние сме најмногу упатени на соработка со транспорт и врски со градот Скопје. Најголемите успеси ги постигнав тогаш. Еве јавно ќе кажам, Милијан Киевски беше прекрасен во односот кон нас како негови опозиционери, и кон мене, и кон Заев, и кон Аце од Охрид, и кон Дамјановски од Куманово. Ние никаква препрека. Дури се сеќавам, еднаш држав пресконференција, партиска пресконференција со која што меѓу другите го нападнав и министерот Јанакиевски и попладне го барам за некоја работа службена. Тој ми се јавува и ми вели: "Абе ти Сабајле ме плукаш, попладне ме бараш." И така натаму, значи реално тој човек или тоа момче беше многу конструктивно во работењето и мислам дека кој да победи од градоначалниците ќе имаме изворедна соработка, затоа што сме пак и упатени на соработка едни кон други. И да биде Данела градоначалник на Скопје и да биде Шилегов, значи градоначалникот на Скопје не може без нас да функционира. Има работи кои што ние одобрение треба да му дадеме и така натаму и обратно. Така да таа кохабитација и моето искуство кажува, например, со Коце Трајановски дека беше извонредна. У моментов советот на град Скопје во рацете на опозицијата. Шилегов тешко ќе може да функционира. Па некаде можеби дури е добро. Ако имаме, например, во Карпош исто така, 8 има СДСМ, 7 ВМРО ДПМН, 4 Левица, 2 Гром и 2 имаме независни. Некогаш можеби и добро да имаме ширеноликост. Јас се надевам, мислам дека без разлика на се, советниците сепак ние на крајот мора, што е тоа? Треба да донесеме буџет, треба да донесеме програма за работа. Оптимист ли си, кажи? За работата на... Не, дека ќе победиш на избори. Да, секако сум оптимист. Сосема ми е доволно. Па нема да се кандидирав ако не бев оптимист дека можам да победам и еве досега тоа се покаже. И јас сум уште еднаш да кажам бескрајно благодарен на сите граѓани на Карпош кои ми дадоа поддршка на овие избори. Навистина ме почестија. После се што се случуваше, јас само можам да се гордеам со моите карпошани. Господин Јакимовски, не ме направиле еднаш, повеќе пати ме направиле да бидам горд што сум жител и што сум нивни градоначалник. Господин Јакимовски, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вам за одвоеното време. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.